Црквата Свети Анте во Соколка во Полска. Влегуваш болен, излегуваш здрав. Историскиот Божји храм, посветен на Свети Антони, од Падова бил изграден во 1840 година во полскиот град Соколка, каде во 2008 година се случило чудо. Божјиот храм беше сведок и на бројни чудотворни исцеленија. Еве само неколку. Во црквата Свети Антони во текот на денот се одржува поклонение пред Пресвета Богородица. Луѓето може да дојдат кај Исус и да му ги предадат сите своји болки, радости и неволји за време на обожувањето или за време на Светата Миса, кога ќе почнеме да ги отстрануваме од нашите срца сите бариери и пречки кои го блокираат Исус во неговото дејствување на семоќна љубов, тогаш тој е во состојба да направи прекрасни исцелување на душата и телото во нас и во нашиот живот. Такво чудо се случило во Полска, во црквата Свети Антони, во Соколка во неделата на 12 октомври 2008 година. Црквата беше сведок на настан кој медиумите го нарекоа чудом. За време на мисата, додека еден од свештениците делел причест, едно лепче паднало од неговите раце. Тој го прекинал причествувањето и го земал лепчето и во согласност со литургиските норми го ставил во мал сад со вода. Се очекуваше лепчето да се раствори во водата. После некое време свештеникот видел дека лепчето е црвено и има нежен, пријатен и убав мирис. По проверката на учениците потврдуваат дека има траги од срцево ткиво. Исто така и друго чудо се случило во 2013 година во Легница, исто така во Полска, на Божиќ. Лепчето паднало на подот. Неколку дена подоцна почнало да крвари. Научниците повторно потврдуваат ова се траги од човечко ткиво и срце. Во пролетта 2009 година една жена која живеела во Шведска 30 години тешко се разболела. Во мај таа отишла во Соколка да ја посети црквата и да присуствува на Светата Миса со барање помош од Господ Исус Христос да исцелува. Кога во октомври и беше понудена операција, таа долго и горчливо му се молела на Исус, како никогаш досега во животот, за благодат на здравје, сеќавајќи се на настанот во Соколка и на Светата Миса што таму се служеше за неа. По неколку дена таа се опоравила и докторите ја рекле дека е потполно здрава и дека тоа било чудо што не може да се објасни. Во јули 2009 година во црквата беше отслужена Света Миса за дете на кое му беше диагностицирана тешка болест. После отслужувањето на мисата од страна на свештениците кои се молеле за детето, докторите направиле дополнителни тестови и тогаш не беа пронајдени никакви симптоми кои ја потврдуваат претходната диагноза, која била пред одржаната миса. Во февруари 2011 година една жителка на областа Соколка побарала од еден од свештениците да се моли за низината 25 годишна ќерка Ана Јазурек, на која и беше диагностициран напреднат рак на дојка. По многу молитви за време и на вечерната молитва и празнувањето на мисата во Колегиумската црква во декември младата жена беше исцелена. Парохиската архива содржи и медицински докази за чудесното исцелување на момчето Јацек Рајпер, кое било тешко болно. Лекарите немале надеж дека ќе остане жив, тогаш неговата баба побарала миса за момчето. Светата миса беше отслужена на 29 јули 2011 година во црквата Свети Анте во Соколка. Набрзо по мисата родителите на момчето забележале дека симптомите на болеста исчезнале. Лекарскиот извештај потврдил дека момчето е целосно оздравено. Родителите и бабите го препишуваат ова исцелување на силата на Исус, а исто така и закрепнувањето на средношколката Јустина Поповчак од рак на црниот дроб. Лекарите се согласија дека од медицинска гледна точка тие не можат да ги толкуваат овие исцеленија. Нема безизлезни ситуации за Исус. Исцелителната моќ на Исус Христос дејствувала во моментот.
се случило чудо. Медицинската документација за овој несекојдневен настан се чува и во црквата Свети Антер. Црквата исповеда дека по зборовите на посветувањето со силата на Светиот Дух, лебот се претвара во телото Христово, а виното во негова крв. Настанот со колка е исто така повик до проповедниците да го распределат телото Господово со вера и внимание, а верниците да го примат со почит. Кога го јадеме телото и ја пиеме крвта на нашиот Господ Исус Христос, ние објавуваме дека тоа е всушност телото и крвта на нашиот Господ. Повремено се случува чудо за да се потврди тој факт.